Денеска цел ден плачам. Цел ден плачам денеска. Срцето ми е раскинато, душата ми е распарана. Што да ви кажам? Но денеска се радувам што ве гледам тука во толкав број и сум среќна што има други како мене кои си ја сакаат својата татковина. Не има многу, не сте само вие тука. Не има по целиот свет, не има насекаде. И тие што не можат да дојдат, и тие што се плашат да дојдат. Ги охрабрувам тие што се плашат да дојдат. Да дојдат тука и да кажат не на предавниците. Да кажат не на ова нелегитимна влада. Да кажат не на овој издајнички парламент. Сакани мои македонци, многумина ми се обраќаат, мене лично, ми велат, што ти треба да се бавиш со политика, гледај си ја староста. Може би имаат и право. Но јас лично не сум се занимавала никогаш нити со политика, нити сум говорела, нити сум била оратор. Ете се гледа дека не сум оратор. Но не можам да поднесам, не можам очите своји да ги заклопам и да заминам на оној свет во вечноста без да оставам Македонија, да ја оставам Македонија на моите наследници, на нашите наследници. Јас лично носам морална одговорност што овие власти досега се нижат една по друга 30 години. Сите ние на некој начин сме виновни. Сите сме виновни затоа што дозволивме 30 години да си играат со нашата татковина. 30 години да се менуваат едни со други, да си ги полнат джеповите, да ја крадат татковината, да ја бришат историјата. Дали можам јас да си одам од овој свет, а да не оставам татковина за моите деца? Како Северна Македонка, не си одиме како Северни Македонка. Затоа ние мораме да бидеме тука. Мораме да истраеме, затоа што целиот свет, оној што е зол, оној што е негативен, оној што е сатанистички е против нас. Малку се тие што не поддржуваат, но верувајте, има едно правило во космосот кое што вели: доброто секогаш победува. Колку и да се собираат тие зли сатанистички сили, како сакаат, секогаш доброто ги победува. Тоа е правило на Вселената, тоа е правило на космосот и никој не може против тоа. Нема многу да ве задржувам, затоа што денеска сум навистина многу тежок ми овој ден, еве и грешам во зборувањето. Сакам во моje лично име, секако верувам дека и вие ќе ме поддржите, да му се обратам на нашиот председател на Република Македонија, господинот Ѓорѓи Иванов. Да му дадеме силна поддршка на тој бастион. Тој бастион во овие моменти, кога има толку многу предавници. Иванов, 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 Иванов. Тој е нашиот татко. Тој е единствен
единиот легитимен. Сите други се нелегитимни. Сите тие треба да си одат од тука. Ако не сакаат да ги избркаме на клоци. Сите до еден. Воедно сакам и во ваше име да му кажам и да му дадеме храброст, да се одважи, да не се плаши, затоа што ние народот сме со него.